Во вториот дел од денешната емисија ќе говориме за ликот и делото на Дедо Доситеј, првиот архиепископ на возобновената Македонска православна црква, со нашиот гостин Душко Сарески, кој е председател на Сдруженијето Господин Доситеј. Председ, добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов и почестен сум што еве по втор пат од минатата година еве по втор пат зборуваме во утринската програма на вашата телевизија за Господин Доситеј, за она што значи МПЦ и она што се определби на Сдруженијето Господин Доситеј од аспект на туризмот, алтернативниот туризам со посебно точка на афирмација на црковниот туризам во Западна Македонија. Секогаш е добро да се сеќаваме на тие големи луѓе што навистина нешто направиле, па така и ќе биде денешниот разговор, нели? Започнуваме со благовештение. Тоа е убав празник на добрите вести, но многу значаен празник и за самиот Дедо Доситеј. Дали можете да ни објасните повеќе околу ова? Мојата неукост кон црковната идеологија, книгите и сите писанија нема да ми дозволи да ги зборувам од аспект на црковните активности, но секако од аспект на она што е тема на нашите активности во како Сдружение Господин Доситеј, продолжување на моралните вредности, на она што значи дела, искажани низ вредностите на она што е најсвето Македонската православна црква за нас како македонци. Од тој аспект ќе ми дозволите само да не парафразирам, него да од проповедението да го прочитам она што е запишано во тоа проповедение. Природата веќе започнува да се буди, сонцето со своите топли знаци го стопува и го уништува белиот покривач на земјата. Од планините се стекнуваат полноводните потоци, се појавуваат пупки, се различуваат дрвјата, расветуваат свечината и во воздухот звони радосна песна на птичиот хор, вознесувајќи му пофалба на победоносниот Отец, кој дава живот, дишење и се. Очигледно е пролетна победоносно настапува. Значи, во црковните книги, во идеологијата црковна, благовештение е празник со кој доаѓа пролетта животот и секако и на човекот кој што е верник или не е верник, помалку важно, доаѓа веста на будењето, будење на свеста, на моралот. Посебно зашто благовестение и поводот во оваа емисија како Душко или како председател на Сдруженијето Господин Доситеј е она што импресионира ликот, макотрпното делување на Димитрија Стојковски од нашиот крај од Маврово, она што значи посветеност кон Бога и валоризација на таа целова негова посветеност токму на денот Благоец или благовештение, да и тој како битие, како суштество ја добие најрадосната вест. Токму, еве, благодарност и до вас за изненадениот простор и време да уште не се посветиме на она што е Господин Доситеј или Димитрија Стојковски од Маврово. Значи, на благовештение Дедо Доситеј се замонашил. Така било тогаш и тој ја слушнал убавата вест дека конечно нели неговата цел е исполнета, неговото патешествие на што сакал да го направи, на крај се случило. Вие како здружение, Господин Доситеј, од Маврово ги промовирате овие црковни вредности преку активности од областа на туризмот. Значи, убав спој на нештата. Дали може да разговараме повеќе околу ова? Какви се вашите активности, како оди таа промоција? Па добро, и минатата година помалку зборувавме и веќе станува традиција, а секоја традиција носи нешто старо или ново воспоставување на нови вредности во целата таа приказна. Ние посакавме и тоа го реализираме во содейство со црковните институции да афирмацијата на црквите, на манастирите во нашиот регион биде
афирмирана токму и низ Сдруженијето Господин Доситеј. Тој алтернативен туризам, посочен или реализиран веќе низ планинарски патеки. Ако посакавме тоа, токму во со овој туристички годишен календар, кој минатата година се реализира онолку колку што се реализира, ние како здружение, како планинарско друштво ги патеките отцртавме. На тие патеки веќе се движат, и за моја голема радост, не само на тој дел на патеката на Господин Доситеј од родната куќа во село Маврово, преку манастирот Свети Пантелеймон во Нижипорово, низ Леуново до највисокиот врв на Бистра, до Сандактеш. Патеката продолжува повторно до еден убав манастир во Западна Македонија, во селото Кнежино, за да првиот дел на таа патека или првиот дел на нашето движење биде во манастирот Света Богородица во Кичево. Токму во Света Богородица јас посакувам, значи и на задутрешниот ден Благоец, да она што било 7-годишно монашување во тој манастир, да го кажам и ова што е моje истражување со посебна љубов, но и со огромна среќа да сретнеш пријател, вистински пријател од современик на дедо Доситеј или првиот секретар на Македонската православна црква протор Стојан Јанковски, од кого е извориште за црпење на она што значи лик, дело и дела на вредности на Господин Доситеј. Еве уште еден цитат од тоа време и посветеноста кон овој млад човек Димитрија, кај што му кажува игуменот: многу сакано моје чедо, ова е време од кога си тука во оваа светина и од како Господ ме удостои да те благословам со моите грешни раце и да ги пострижам твоите младешки коси, да те замонашам и да ти го обличам црното расо. Се уверив дека имаш посебна желба за книгата и читањето. Прими ја оваа книга, читај и прочувај го житието и пофалните слова на Свети Климент Охридски. Моли се на тој светител и нека Господ ти помогне да бидеш еден од достојните монаси на Христовата црква. Еве тие се тие убави зборови, таа благовест на благовештение за она што значи посветеност на еден млад човек кон вербата во црквата и во Бога. За оние што не се запознаени особено со патеката на Господин Доситеј, всушност онаа патека која промовирате, нели, местата кои ги посетувал и што се значајни за неговите лик и дело, дали може накратко да им објасните за што станува збор, каква е таа патека? Можеби меѓу гледачите има и некои планинари што сакаат, нели, да пробаат нешто ново и да научат нешто за Македонската православна црква, за тоа што значи ликот и делото на дедо Доситеј. Ево првиот дел е пократок и значаен. Нема позначени и значени. Значи, од село Маврово за неде 30 минута се стигнува до Свети Пантелеймон во село Нижипорово, тоа е манастирот 4 век. Од манастирот неде за сат и половина се стигнува во Леуново, односно до правецот на Сандактеш, на високиот врв, затоа што сакаме покрај црковните да ги покажеме и природните вредности, убавините на Бистра и Маврово. Значи, или вкупно за 5 часа, зависи која целна група се планинарите, се стигнува во Кнежино. Тоа би бил првиот дел и така и го планираме со она што има и смештај, за да може планинарите да бидат сместени и да преспијат. Негде околу исто 4 до 5 часа пешачење се оди во манастирот Богородица Кичевска, еден од убавите позначените, или сите манастири се убави значени, но за Господин Доситеј е најзначаен. Значи, тоа е патеката, кратката патека. Животната патека на Господин Доситеј е дадена овдека, значи, после замонашувањето, неговото патешествие со милоста на промислата Божја е во Хилендар, Света Гора, на доучувањето или со владувањето на црковните високи школи,
одењето во Белград, од Белград во Сремски Карловци, животниот пат го води, од Сремски Карловци го враќа во Скопје, за негова љубов, среќа за Македонската православна црква, и тој е животен пат, таа животна патека на дедото си тој, која посакувам лично, а посакувам и на сите мои пријатели, сите влюбенеци во природата и во овој алтернативен црковен туризам, да се испечачи во еден период со одредена стратегија. Убав спојна нештата, недопрена природа, манастири, плюс и учење на нешто ново, учење за некои навистина добри дела за моралот, така што еве јас ја препорачувам на гледачите оваа патека, за се понатаму може да ве исконтактираат вас нели како здружение, за да им објасните како оди целиот тој процес, а ние би се вратиле на ликот и делото на дедо Досите и да ги запознаеме гледачите, оние кои што не се запознаени, зошто тој човек е толку важен за нас како граѓани на Република Македонија и општо за Македонската православна црква. Да започнеме со тоа што ја возобновил, нели што учествувал во возобновувањето на Македонската православна црква во 1954 година. Па добро, во тогашното време, во тогашната власт во Македонија, секако имало одредена визија за создавање на Македонска православна црква, која до тогаш била под јурисдикција на Српската православна црква или во еден заеднички спој, кај што хиерархиски потпаѓала и МПЦ. Тогашните власти или црковните власти направиле одредена координација, посакале да тоа биде македонец владика и секако пак Божјата промисла го довела до Досите или господин Досите или Димитрија Стојковски во Скопје. Во тогашниот период ова се сознанија повторно со полна благодарност на протостојан Јаковски се направени три епархии, тоа е Брегалничката, Битолската и Скопската, и на тој чин по тој црковни правила канони се создадена или возобновена МПЦ. А со тоа тргнува и институционалната поставеност на Македонската православна црква во системот во Република Македонија. Дедо Досите учествувал нели во преведување на црковни книги на македонски јазик, но и многу се залагал за учениците, за црковните ученици со тоа што отворил и интернат за нив. Дали може да разговараме за ова, колку бил голем како човек, па бил толку посветен нели на своите ученици, на сите православни верници, сакал да им обезбеди што е можно повеќе, нели, за да може да се посвета што е можно повеќе на верата, па ете успел да изгради интернат, успел да направи преводи на црковните книги. Ајде малку повеќе околу ова. Па јас посакувам за оваа тема да поразговарам и денес, а и секогаш, затоа што малку е потешко да се разграничат во временската дистанца што 50, 60, 70 или што денес е од аспект, временски аспект, колку човек може да биде реален во таа цела проценка. Затоа секогаш од кога почнаме со делото, ликот и делото на Додосите, тоа се 3 веќе години, моите посебни истражувања одат кон она што се изворишта на реалност или веќе и напишани работи. Значи, неговиот животен пат како дете без татко, јатимче, онамо во 1906, одnosno 12 година кога останал, го одвеле патот на сиромаштијата, го одвел во прибежиштето во црковните тогашни дејанија во Србија. Незадоволството негово или љубовта кон родниот крај го враќа назад и сета таа приказна на можда материјално сиромашно, но духовно вреднован дете, момче или човек, го води целиот живот да ги почитува вредностите на моралот и духот, што сакам да направам во моментот една компарација, споредба, се диаметрално спротивни и веќе за жал по денешниве времења, не денеска, него по долго време се воспоставува тезата
посебно кај младиот свет, кај други, кај воопшто кај граѓаните во Македонија, ако имаш Вујков владика, ти стануваш брзо поп. Така. Таа теза е за отфрлување и неодговорна теза кон она што е воспитување и младост. Дето Доситеј немаше Вујков владика, беше јатимче, се посвети на Бога, со Божјата промисла стана владика. Многу члено, сиромашно семејство, но сепак со голема љубов према Бога. Еве и сега уште една теза, значи губечи ги вредностите, значи трчечи кон материјалното, се снајдоа луѓето па станаа богати. Значи не се трудеа, не работеа, него се снајдоа луѓето па станаа богати. Но се губат себе си. Да, што е неодговорно или што е дае на главната тежина на умот, на заборавен духот, да, материјалното треба да биде вака. Што сакам да отфрлам и како здружение и како човек воопшто. Зашто Дедо Доситеј го направил првиот чекот да направи интернат? Ги проживел тие 17 години во туџина, во туѓо место, со туѓи погледи, со нељубов целосна кон младиот свет и кон црковните лица, и затоа прво што го направил интернатот во Драчево. Секако благодарноста и на тогашните свештени лица, а и сегашните свештени лица треба да биде на големо вреднување кон грижата на црковниот клер што е воопшто што има. Значи тоа е една од неговите вредности. Втората вредност е се посветил морална и дела низ вредности, се посветил да во македонската православна црква го внесе преводот во македонски и да делувањето во црквите низ македонскиот јазик. Секако за почит или со многу трпение, макар труд и судир со она што значи судир во православието воопшто. Ако ги вреднувам јас, што е неодговорно да се вреднува ниту едно дело, ми се чини дека неговата љубов кон Македонија, кон македонската православна црква е искажана и реализирана за среќа негова и за среќа наша. Кон ова што се случило 62 година. Посакување да се прати, возобнови Охридската архиепископија. Ова е тој вестник. Најважниот дел за кој сакав да зборуваме, обидот да се врати Охридската архиепископија. Значи, тоа е било тежнение, желба, љубов на секого, али стратегија, организација на првиот човек. Така. И сигурно не треба да се мери, да, овој беше помалку важен или помалку поневажен, но љубовта и реализацијата е во целост. Значи, 62 година, со помош на Алексеј, рускиот патриарх, се надминуваат судирите меѓу МПЦ и СПЦ во она како треба и дали воопшто треба да се врати Охридска архиепископија после укинувањето со турскиот удар од пред 200 години и е реализирана 67 година со едни убави зборови што услушнав од страна повторно по трет пат од Протостојан. Чедо Божјо, дајте да изнајдеме погоден момент, го збори Алексеј со Дедо Доситеј, да го направиме овој чин. 200 години. Судирот со Герман, со Српската православна црква е надминат на овој начин и во заедништво и со Српската православна црква, со државните луѓето од државата е тој чин направен и за среќа на верниците или на Македонија во целост, на македонската држава, ова е реализирано, што јас повторно не сакам да ги вреднувам. Некој може да вреднува она што се дела на докажани дела и љубов и почит кон еден ваков човек, односно кон првиот поглавар на Македонската православна црква. Она на што се чекало 200 години, она што се укинало пред 200 години, што било само желба 200 години да се врати, Дедо Доситеј го реализирал, успеал да го направи тоа на еден добар начин, смирен начин, или да се надминат тие несогласувања, и ете конечно да се исполни желбата, верувам, на сите православни верници во Македонија, да се врати Охридската архиепископија. Исто така учествувал и во изградбата на многу цркви, тука би ја споменале црквата Свети Климент во Скопје. Само да се навратам уште на еден момент, како информација и
посакуваме и веќе имаме содейство со црковните власти. Оваа година е јубилеарна година. 150 години од враќањето на МПЦ. И од тоа што е моја информација со синодот, Светиот синод во Македонија, ова година ќе биде поголема прослава со не само на тој ден. И јас очекувам да во таквите активности се вклучат прво сите верници, а потоа сите здруженија и институцијата во целина. И во тој склоп се нашите активности ангажирање како Здружение Господин Доситеј да дадеме свој допринос кон црквата и кон делата на Доситеј. Вашето прашање околу на колку господин Доситеј има свој втемелено, вградено свој дел во она што значат институции, град или зголемување на верници и градба на црковните објекти со круна во неговото долгогодишно патриаршување како прв поглавар на Македонската православна црква или со реализација со започнување на градба на црквата Свети Климент, едно свето здание, убаво здание во Скопје. Пред да со самото искажување да повторно се вратам со голема почит, љубов и повторно слушање на она што каков бил погледот на дедо Доситеј кон црквата, кон градбата, кон втемелување на неговите дела. Имено за жал или е на реалност, дедо Доситеј нема куќа во Маврово. А се е роден 1906 година во Маврово и крстен е тамо во таа мала црква Свети Никола. На прашањето на протестојан и неговото доаѓање во Маврово, каде е вашата црква, ова е вашата куќа и кој е? Неговиот одговор е: јас имам многу куќи. Моите куќи се сите цркви во Македонија. Тука се покажува неговата големина. Еден милослив, еден вреден одговор, кој што вака милозвучно звучи. Колкава била добротата, љубовта, погледот или храната кон духовното, зборува и за уште еден податок, кој што исто е ставен во она што се мои истражувања, пишувања, а и реализација на повеќе емисии, репортажи во овој дел. 63 година, земјотресот во Скопје, разрушувања, тога и во тој момент господин Доситеј се наоѓа во Америка. Веднаш се враќа назад и она што било трагедија, катастрофа, била дел од реалноста на животот и на црквата, црковнодостоинството или за во целата држава. Од сестраната помош од сите држави се добива помош и од црквите и тие средства се усмерени кон МПЦ, кон синодот. На прашањето што да се направи со нив, па направите бараки кај што е теолошкиот факултет во тој дел и имате 250-300 бараки со тие средства да се изградат. Хуманоста, делото, но погледот на Доситеј зборува за надвисување кое. Господа, во Македонија живеат многу верници, и православни, и други вери, и нив ги задеси катастрофата еднакво. Мојата душа и синодот на Светата православна Македонска црква не дозволува распределба и селектиран однос кон она што значи трагедија индивидуална на луѓето. Тие средства се дадени на извршната власт за да одредени критериуми се изградат овие бараки. Значи никогаш не ги делел луѓето Апсолутно. На ниеден можен начин, за него сите биле исти. И пред да почине, дедо Доситеј живеел во Скопје, горе на делот над до сегашната амбасада америчка и немал стан, немал куќа, имал црквата, имал
својата архиепископија и животот го посветил токму на делата на духовните вредности на својот живот. Дедо бил човек кој никого не укорил, се молел за сите. Тоа покажува неговата големина, тоа што не му било важно материјалното, дали има куќа, дали има стан. За него најважното било што има црквата, нели, што има вербата кон Бога. Се молел и за сите луѓе да имаат таа верба, да се водат по тој морал како што се водел и самиот, и тоа го прави голем човек. Но колку му се оддава чест? Дали доволно му се оддава чест? Види, јас сакам на овој прашање да дам и два одговора. Првиот одговор е да дедо Доситеј моралното го ставил над материјалното и така го живеел животот. Значи, колку тоа па се вреднува, зборува и денешна оваа емисија после толку години. Така. Токму за моралот, духот и вредностите. И вашите прашања, со задоволство ги прифатив да го побарате во овој момент, во оваа состојба севкупна во Македонија, да се побара духот, вредноста и вредностите се почитуваат. Значи, тоа е првиот дел. Еве уште еден дел во тоа почитување, колку е таа коинциденција. При едно моје враќање од обележувањето на патеката во друштво со луѓе кои што идеат патуваа, запрашен од каде доаѓаме од обележување на патеката и една госпоѓа, викаат, па знаете каква коинциденција, што? Па дедо Доситеј почина во нашите раце, во мои раце, во клиниката во Скопје. Јас бев дежурна медицинска сестра, кога човек, јас посакав да добиам уште еден поглед за неговиот живот. Каков беше? Па 2,5 месеци лежеше на клиника, не посака повеќе од една чаша вода. Тивко го заврши животот во присуство на одредени црковни лица, сестри и таква работа. Значи, тоа е големината на овој човек, но ете се после 100 колку години има од 80-та година од неговото починување, се зборува за неговите дела, за неговата душа. Во однос на кој е сегашниот однос на црковните власти кон ова што се дела. Може да е неодговорно од моја страна да со малку информации можам да дадам таков одговор, но нека биде одговорот ни таков ни ваков, ако не зборуваш за првиот поглавар, ако не зборуваш за темелот на Македонската православна црква, ако не ги афирмираш на еден ваков начин, ваков паушален начин вредностите на првиот поглавар, тогаш малку зборуваш за себе како денешен поглавар или како денешни црковни носители на црковните високи на црковната висока хиерархија. Јас лично посакувам и во информативните емисии да се слушне за вакви работи, за она што се вредности, не да се слушне за обични настани или секоја работа е вредна, али овие се духовни вредности. Значи посакувам да тоа го направи Тимотеј Задуте на Благоец, да искаже на љубов во она што е дневна проповед, миса или на сите празници да го спомне Господин Доситеј или да го обележат, али да се озваничи во јавноста дека Димитрија Стојковски, првиот поглавар, Господин Доситеј е замонашен во овој манастир после толку и толку време. Не сум го слушнал на моите години до сегашни, веројатно и немам доволно информации за тоа да не бидам екзатен или да не бидам погрешно сватен. Сметам дека малку се зборува за вредности во овој момент кога е потребно да се зборува за духовни вредности. Еве, ја не сакам да се сега жалам, затоа што ниту има потреба пред јавноста за тоа да се информира. Ние починаме да градиме во Маврово
неговото место во родната куќа едно спомен обележје, на жалост не наидуваме на секако соработка. Паушална, да, паметно е тоа. Во реализацијата малку се вклучува. Посакуваме да биде тоа спомен соба со црковни вредности, црковна библиотека и афирмација на целата работа, малку слух имаме. Тоа не обесхрабрува, напротив, Сдруженијето е спремно и сигурен сум дека дел по дел ќе се реализира. Зашто да има повеќе проблеми? Па да, треба да има повеќе проблеми затоа да се роди поголема љубов и верба кон она што треба да биде навистина вредно. И ако имаме повеќе проблеми, ќе биде повеќе вредно. Ако тоа лесно се реши, брзо ќе го забораваме. Значи, споменикот секако ќе се гради. Да. Дали добивате помош и од луѓе што ете сакаат, го почитуваат него како личност и сакаат да помогнат во градењето на овој споменик? Еве еден апел до гледачите, за сите оние што знаат за дедо Досите и за неговите вредности, можат нели да се вклучат со своја донација да се изгради овој споменик, бидејќи е навистина важно да му се одаде чест и на ваков начин. Тој на македонската држава ја оддавал чест на многу начини, нели? Преку неговите дела, сега е наред на нас и ние да го направиме истото. Па јас не посакувам на никого да му сугерирам во она што треба да се направи. Сум благодарен од оние кои што, макар и еден збор позитивен, го искажуваат. Дали е потребно само материјалното? Да, потребно е и треба да се реализира. Дали само Сдруженијето има можност и треба да го направи тоа? Сигурен сум дека имаме толку можности, че се реализира веројатно потешко. Имаме благодарности не сакам да искажам за никого. Имаме соработка со локалната самоуправа, има позитивни гледања на оваа приказна. Може би треба да се направи, може би е наша неспособност доволна за да го тоа поедноставно решиме и да тоа биде побогато. Нека биде тоа и еве наш грев нека биде во таа приказна, но се надевам и вашиот апел, вашата помош е од исклучителна благодарност. Ние сме спремни за секоја соработка со секого во она што значи негов личен поглед кон моралот, духот и вредноста искажана преку првиот поглавар на МПЦ. Не знам дали луѓето, и не, сигурен сум дека немаат да ми замерат другите владици и сегашниве владици што се поставени во епархи и поглавар на БПЦ, со кого имаме одлична соработка, но сигурно сепак тоа е првиот и ајде да бидем субјективен. Може би сум локалиста и пошто е тој човек од Маврово, малку се зборувало да семам и собствена вина за периодот кога ние сме имале и поголеми можности да направиме нешто повеќе за овој човек, неговата скромност или нашата слепост довела до оваа приказна за денеска вака искаже. Сепак постојат еве ваквите емисии каде што ќе ги промовираме неговите вредности и се надевам дека ќе постојат уште многу луѓе како него што својот живот ќе го посветат на ваквите добри вредности на моралот. Значи имаме повеќе примери како него. Жално е што се малку примери такви. Би било одлично кога би имале уште многу такви примери, нели, да ги потенцираме, како што било неговиот лик и дело. Се разбира, ние ќе продолжиме со соработката и со вакви емисии во кои ќе го промовираме дедо Досите и она што го правил низ годините, бидејќи е навистина важно, нели, да се слушне, за да се оди по неговиот пат. Ви благодарам на вас на денешниот разговор и на тоа што на гледачите им објасните и ги подсетивте што всушност представува дедо Досите и што представувал тој за нашата Македонска православна црква. Јас ви благодарам уште еднаш на вас како новинар вклучен во оваа приказна. Вашите истражувања гледам дека се во текот на целата година. Контактите преку Сдруженијево и преку нас треба да продолжат да се прошируваат. Сигурен сум дека вашиот медиум, луѓето кои што се ќе изнајдат можности да ова го промираат и еве и на таков начин полна благодарност уште за времето и за посветеноста кон делата
и вредностите на дедодосите. Ви благодарам и на вам. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор. Слушнавме многу за ликот и делото на дедодосите, уште многу има да се каже, но ете толку ни дозволува и времето, а ние сега продолжуваме со музика, а потоа и да се одјавиме.